Благодарам колешке за контрарепликата и сега завлегуваме во игра на зборови. Оставете ги зборовите. Да покажеме со дела. Значи, кога кажав јас дека во времето на владење на ВМРО-ДПМН, не е тоа се подразбира дека не е нашата партија па да ги купи автобусите, тоа се народни пари. Ама еве ви вас шанса 4-та година да бидете на власт и што правите со народните пари. Еве, ја ви предлагам, пошто вие патете се од она, барем што го ветивте. Вашата партија ветуваше 50% намалување на загадувањето за 3 до 4 години. Ние немаме намалување на загадувањето, се уште сме рекордери по загадувањето. Се уште имаме мерни станици кои што намерно не се уклучуваат, нели се штелуваат, не знам што се случува, загадувањето е енормно. Посебно во делот на Лисиче и Газибаба Маџари од каде што доаѓа. И сега, вие сакате да го минимизирате ли значењето, не можам да ве дефинирам, со тоа што сум кажала дека пееската единствена реформа, тоа е факт, дека единствена реформа е што ја симнавте пееската, Шилегов ја симна во градски трговски центар, што не даде допринос никаков за граѓаните, освен што ви кажувам дека остануваат плюс граѓани кои што не ја фаќаат таа автобуска линија за да си стигнат буквално до клиничкиот центар или каде што намериле да одат. Ама работата е што автобуската линија ПСК обслужува граѓани од најмалку 10 населени места во Газибаба. Малте не, да не кажам, тоа се скоро половина од Газибаба ја обслужува автобуската ПСК, затоа што после гравитира и во урбаниот дел. И еве, во знак на транспарентност, како вие што љубите да кажете, еве организирајте јавна расправа. Идејата е супер. Ќе ви кажам искрено, доблесно е тоа да се каже, дека требаме да имаме брз автобуски превоз, се е тоа во ред, но дека немаме инфраструктура, дека немаме услови за тоа да се реализира и затоа ја ви велам дека ви е бајковидно ветувањето како што и до сега ви се сите во вашата програма и во вашето функционирање и како локална и како централна власт. Значи, потоа постои ризик да се упропаста да се уништат зелени површини, за кои што имаме многу малку, и единствена реформа па во делот на зелени површини на Шилегов беше само зелената површина, не знам точна квадратура, на градскиот трговски центар и она на плоштадот, за кои што пак беа платени баснословни суми. Е, толку од вашите реформи за намалување на загадувањето. И еве, во знак на транспарентност, како вие што велите, ќе си организирате јавна расправа и ова што го кажавте на крајот, дека поради нискиот стандард на граѓаните, дека би требало да има во иднина субвенции, не дека ќе има, еве, пошто влеговме во игра на зборови, ајде да ги дефинираме точно изразувањата и искажувањата. Секоја субвенција јас кон граѓаните би ја поддржале, нормално да е убаво осмислена, но нискиот стандард на граѓаните е во контрадикторност со сите изјави, коментари на вашиот премиер. Затоа што вашиот премиер ветуваше економски бум во 2019 или 2020 година со не знам колку инвестиции. Гледаме дека капиталните инвестиции се помалку. Нели ќе имавме 30.000 денари просечна плата. Па како низок стандард, па нели немаме 30.000 денари просечна плата што ветуваше вашиот премиер и вие ветувавте пред избори. И се сведуваме повторно на тоа дека имаме пола милион граѓани кои што живеат на работ на сиромаштијата и се е тоа во ред. Кога велите низок стандард, вие се излегувате сами во контрадикторност со самите ваши ветувања како партија и на вашиот премиер, дека имаме економски бум во овие години, а немаме. Ние сме веќе сигурно во рецесија. Сме. И сега како вели економски бум, а државата во рецесија. 30.000 денари просечна плата, а низок стандард на граѓаните. Едно со друго не оди. Затоа ние апелираме до вас да заложете се за граѓаните, убав е проектот, но без анализи, без убави студии направени. Ако треба повторно да се раскопа Скопје, ја не велам дека да не го правиме зашто ќе се раскопа, ама само што ги правевте улиците. Зошто тога се правеа сега улиците после парламентарни избори, за да придобиете сега гласови за локални, па и сега ова законско решение бум ќе се објавува по портали, по медиуми, дека во пресрет на локални избори вие ќе набавите автобуски
брз автобуски превоз, кога самите кажувате дека за тоа ќе треба навистина многу време и многу голема интервенција во инфраструктурите и во инфраструктурата во главниот град. И повторно зголемување на загадување, повторно раскопани улици, повторно сообраќаен метеж, значи не може без план. Мора да се одредат приоритети што има кај граѓаните и во државата. Само така. Инаку вака проформа носење како досега што носевте, навистина не е во ред. Значи ја навредуваат интелигенцијата и на нас како пратеници, но и на граѓаните. Благодарам. Повторно контрреплика пратеничката Марија Георгиевска.